Светот на автомобилите изминатите 7 дена беше исполнет со интересни случувања. Ауди го прикажа изгледот на болидот со кого влегува во најбрзиот циркус на светот, додека луксузниот Rolls-Royce Spectra доби уште една пораскошна верзија. Кинеските власти сакаа да го ограничат забрзувањето на возилата, а на сцената се појавија неколку нови модели и концепти. Иако заврши годинешната ИЦМА, на неа имаше толку новитети што немаше простор да ви ги прикажеме минатата епизода. Добро дојдовте во Автомагазин. За нешто повеќе од 3 месеци Господарот на прстените влегува во најбрзиот циркус на светот. Пред да го прикаже болидот во јануари преку Audi R26 концепт го привлекува вниманието на јавноста покажувајќи го изгледот на дебитантскиот тркачки автомобил. Audi ја развива погонската единица на автомобилот од пролета 2022 година. Таа се состои од 1,6 литарски V6 мотор со турбополнач, систем за обновување на енергијата, електричен мотор и 8-степен менувач. Ова му овозможува на болидот да произведе комбинирана моќност од околу 1020 конски сили. По дебито на болидот во јануари ќе се започне со тест возење во Шпанија, понатамошни тестови се планирани во Бахрейн во февруари, додека дебито на трките ќе се одржи во Мелбурн во март 2026 година. После скоро 7 успешни години на пазарот, Kia ја представи втората генерација на најголемиот свој модел кој се произведува во Соединетите Американски држави – кросоверот Telluride. Добро етаблиран, тој доби изглед кој уште повеќе ги нагласува неговите пропорции детерминирани со 3 реда седишта. Остро дефинираните линии на предниот дел сега се изразени со тенките вертикални светла и новата маска, а задниот дел пак со подебелите столбови, така што генерално изгледа посмело. Еволутивно порасна малку во должина и височина, а зголемено е и меѓускиното растојание. Рафинираниот баланс на софистицираност и сила се пренесува и во внатрешноста, која на патниците им нуди простор во кој ќе се чувствуваат пријатно. Под хаубата се наоѓа 3,5-литарски V6 мотор кој развива 291 конска сила, а треба да се очекува и 2,5-литарска хибридна верзија. Се залетали Рено премногу со електрификацијата. Во контекст на представувањето на новиот Twingo се појавија информации дека се размислува идните генерации на Megane и Scenic, планирани за крајот на деценијава, повторно да бидат бензински. Овие модели, представени пред 3 години како чисто електрични, не ги исполнија очекувањата заради што, иако необичен ваквиот пресврт е сосема логичен след на настаните. Се разбира, електричниот погон нема целосно да се напушти, но постоењето верзии, ако не со конвенционални мотори, тогаш барем со продолжувачи на автономијата, полесно ќе ги врати инвестициите во развојот. Од тие причини се работи на нова платформа за моделите од C-сегментот, кој ќе поддржи повеќе видови погонски групи наменети уште и за Аустрал и Рафал. Според првите вести, барем засега не постои опасност истото да се случи и со помалите Renault 4 и 5, бидејќи за разлика од Megane и Scenic, тие не се борат да пронајдат купувачи.
Дека нештата се одвиваат пребрзо и преурането сведочи и примерот на американската марка Scout, која Volkswagen ја осниваше со идеја да продава само електрични возила, но првите модели, пикапот Terra и кросоверот Traveler беа подготвени и во верзии со продолжена автономија, кај кои бензинскиот мотор служи за полнење на батериите. Книгата со нарачки беше отворена веднаш по презентацијата лани, ова време, и во неа досега се запишани солидни 130.000 купувачи, од кои на разочарување на Volkswagen само 20% беа за електричната верзија. Тоа ја присили компанијата да ја менува изворната стратегија, што рака на срце ке им оди во прилог, обезбедувајќи постабилни приходи и повисоки профити. И покрај почетниот скептицизам на јавноста, Европа е пред воведување на новата класа возила со прифатлива цена. Новите правила за нив, кои ќе бидат представени на почетокот на идниот месец, треба да овозможат и стимулираат развој на пристапни, но потполно употребливи автомобили без емисии за секојдневни потреби, според барањата на тукашните возачи. Иако инспирирани од јапонските Kei возила, за нив се споменува максимална должина од 4,2 метри и цена помеѓу 15 и 20.000 евра. Со тоа тие не би биле комбинација меѓу квадрициклите, односно микроавтомобилите, туку доста блиску до стандардните возила, од кои сепак ќе се разликуваат според полабавите безбедносни критериуми, што треба да ги исполнат. Бидејќи се замислени пред се за градска употреба, тоа не би представувало некоја посериозна препрека која ќе ги одвратува купувачите, а истовремено би се дало и силен импулс на производителите на возила, во чии планови се почесто се споменуваат затворање на фабриките. Но без дискусија, главна замисла за сето ова е да се овозможи европската автоиндустрија да стане поконкурентна и поотпорна на кинеската инвазија. Spofek го персонализира Rolls-Royce Black Badge Spectre со спортски и елегантни компоненти. Неговите два електрични мотори со системска моќност од 659 конски сили и подеднакво извонреден системски вртежен момент од 1075 Нм остана недопрени. Сепак дизајнерите на Spofek развија спортска и елегантна надградба на каросеријата. Сите компоненти се произведени со видливи карбонски финиши и импресионираат со нивното извонредно прецизно вклопување. Серискиот луксус што го пружа овој автомобил не е доволен за специфичните купувачи на духот на екстазата и тоа е совршена основа за спектакуларна префинетост. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Во потрага сте по совршен автомобил?
Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Со минато неделната најава на концертот Полигон, францускиот бренд ја подгра имагинацијата на љубителите на 4 тркала. Од елисејските полиња дојде детален приказ на иднината што ја најавува Peugeot, а таа се однесува на новиот дизајнерски јазик, новите технологии што ќе бидат имплементирани во идните модели. И според распоредот на обновувањето на моделската палета, можеби дава срамежлива најава за следната генерација на 208. На представувањето на Полигон, Peugeot конкретно не спомна никаков модел, но јасно е дека она што го гледаме ни дава некои силни показатели и за дизајнот и за техничкиот состав на новата генерација мал автомобил што треба да се појави во 2027 година. Секако, екстра долгите врати во облик на крилја ќе бидат сменети со 4 конвенционални во серискиот производ. Но целокупниот дизајнерски јазик, стегнатиот струк, широките рамена, големата стаклена површина и фокусот на рециклирани материјали, сето тоа укажува каде се движи големосерискиот супермини и сите идни модели на Peugeot. Детали како приклучокот за полнење и LED индикаторот за статус на полнењето во цел столбот изгледаат како силни кандидати за произвестен третман, како и хоризонтално ориентираното преосмислување на сега веќе познатиот светлосен потпис што јасно асоцира на лавовска канџа. Сепак, интериерот на Полигон е она на што Peugeot навистина сака да се фокусираме. Тој добива верзија од следната генерација на внатрешноста iCockpit. Тука целото ветробранско стакло станува инструмент табла и екран за инфозабава, што е еквивалент на 31-инчен дисплеј. Врвот на експресијата сепак е правоаголниот управувач Hypersquare, нешто што Peugeot почна да го најавува на концепти пред неколку години. Секој од 4 кругови на воланот е капсула што содржи клучни контроли, а технологијата за управување преку жица значи дека соодносот на ротацијата на воланот може да се менува и да го сведе на само едно вртење при брзини на паркирање. И воланот и технологијата за управување преку жица што го поврзува со погонските тркала ќе дебитира во серискиот модел на Peugeot до 2027 година, вели компанијата. Секогаш било неблагодарно да се предвидува иднината. Сите прсти се вперени кон 208 и не случајно. Сепак, малите по димензии модели во историјата на Peugeot секогаш биле голијати на пазарот. Во очекување на новата генерација на Навара, Nissan ја обнови сегашната верзија на Pathfinder, која дели платформата со глобално популарниот пикап. Stellantis ја проширува европската понуда со уште еден американски бренд. Ram Rampage е пикапот кој досега беше достапен само во Латинска Америка, а од средината на идната година ќе му започне европската кариера.
Во очекување на новата генерација на Навара, Nissan ја обнови сегашната верзија на Pathfinder, кој ја дели платформата со глобално популарниот пикап. Одлучувајќи се за прилично воздржан пристап, редизајнот на Pathfinder е благ, технологиите модернизирани, а механиката остана непроменета. Измените се дискретни, но премислени, бидејќи овој модел е еден од најважните за јапонскиот производител во Америка, каде и се произведува. На прв поглед изгледа скоро исто, само деталите откриваат дека се направени напори естетски да се усклади со поновите модели на марката. Внатрешноста доби осетно помодерен карактер благодарејќи најмногу на големиот централен екран, кој сепак не ги протера физичките аудиокоманди што го обкружуваа. Опременоста е збогатена со неколку ставки кои кај конкуренцијата веќе се стандардни. Купувачите посебно ќе се радуваат на прозирната хауба, која овозможува на екранот да се види положбата на предните тркала при возење на терен. Под неа се уште се наоѓа проверениот и докажан 3,5-литарски V6 со 284 коњски сили, спарен со 9-степена автоматика, додека погонот на сите тркала е опционален. Цените не се објавени, но се очекува благо покачување од сегашните $38,000. Stellantis ќе прошири европската понуда на RAM со пикапот Rampage, досега достапен само во Јужна Америка. Овој модел, кој со изгледот доста подсетува на RAM 1500, има нешто покомпактни габарити, што го прави поадекватен за пазарот. Должината му изнесува малку над 5, а широчината 1,9 метри, што е во ранг со европските автомобили од D-сегментот, на пример Volkswagen Passat. Наменет повеќе за рекреација отколку за работа, се планира да биде понуден во две верзии. Една за теренско возење и активности на отворено, а втората со спортски и поелегантен изглед. За погон на првата изведба ќе се грижи 2,2-литарски дизел со 200 коњски сили, додека втората ќе биде со 2-литарски турбобензинец со 272 коњски сили, доволни за максимални 220 км на час. Без оглед на агрегатот за пренос на силата ќе биде задолжен 9-степен автоматски менувач. Погонот на сите тркала е перманентен, а редукторот се вклучува со едноставно притискање на копче на централната конзола. За подобри возни карактеристики ослонувањето е мултилинк и напред и назад. Продажбата ќе стартува во првата половина на идната година, а цените засега не се објавени. Кинезите повторно ја разбрануваат автомобилската индустрија, но овој пат со една интересна иницијатива. Електричните автомобили имаат извонредни забрзувања, кои стануваат апсурдни и небезбедни. Затоа властите во Кина размислуваат да го ограничат спринтот до 100 за сите автомобили. А кога сме кај електричните возила, треба да се каже дека на сите не им цветаат рози. Таков е случајот на F-150 Lightning, за кого раководството на Ford сериозно размислува да му прекине производството. Сите знаеме дека електричните возила забрзуваат за време кое порано беше резервирано само за суперавтомобилите. Некогаш и зверски кратко, како на пример Xiaomi SU7 Ultra, кој стигнува до 100 км на час за 1,98, а Yangwang U9 за 2,36 секунди. Дека тоа е ризично за безбедноста, посебно во рацете на не толку искусни возачи, не треба да се кажува. Затоа и кинеската влада изнесе интересен предлог кој сигурно ќе влие за намалување на опасните ситуации, да се ограничи забрзувањето на автомобилите и тоа без разлика на погонот, струја или бензин. Замислата е да се воведе возилата задолжително да стартуваат во така наречен еко-режим на работа, кој ќе дозволува тие да забрзуваат до 100 км на час за време не пократко од 5 секунди.
Овој режим би можел рачно да се исклучи после стартувањето на моторот, но секогаш повторно автоматски ќе се вклучи по неговото исклучување, дури иако тоа е од старт-стоп системот. Било да им се допаѓа тоа на возачите или не, секако ќе ги пренасочи производителите на поинаков колосек при конструирањето на возилата. Форд го разгледува запирањето на производството на F-150 Lightning. Веста малку зачудува бидејќи е најдобро продавен електричен пикап на пазарот, но бројките се неумоливи. Проценките во мај 2021 година, кога беше представен, се однесуваа на пласман на 150.000 примероци годишно, што се покажа преамбициозно, и тоа за многу. Иако одлично стартуваше, еуфоријата на раководството на компанијата кратко траеше, ничкосана од продажните бројки кои лани запреа на едва и 33.000 единици. Далеку под очекувањата, тие предизвикаа несакана реакција која дополнително беше влошена со пожарот во фабриката која ги испорачува алуминиумските делови за овој модел. Во меѓувреме, Форд се одлучи да подготви потполно нова платформа за електричните модели со што идниот пикап базиран на неа би требало да има неспоредливо поприфатлива цена. Плюс на се, во јавноста се појавија критики дека F-150 Lightning не е во способност да понуди ни приближни перформанси како кај актуелниот бензински модел. Купувачите започнаа да се премислуваат, а иако ситуацијата на пазарот полека се менува во корист на електричните пикапи, покрај се во Форд сметаат дека не треба да седат со скрстени раце додека водата не пристигне на нивната воденица. Во време кога салоните на автомобилите мака-мачата преживеат, а некои дури и заминуваат во историјата, миланската ИЦМА забележа уште една рекордна година. За 4 дена, кога што траеше манифестацијата, ја посетија повеќе од 600.000 луѓе. Беа присутни 43.000 бизнис посетители и 8.200 новинари кои се запознаваа со новитетите на преку 2.000 брендови, што ги изложија 730 компании. Ваквите импресивни бројки се должат на посветеноста на организаторите, секому да му овозможат да го почувствува ритамот на мотоиндустријата, заради што често може да се слушне дека ИЦМА е голема поради малите имиња. Едно такво мало име, но со огромен потенцијал е и кинескиот бренд ZX Moto. Лансиран лани, тој ги покажа своите глобални амбиции со дури 9 нови модели. Распределени во сите можни класи и големини, тие привлекуваа внимание со прецизната обработка и добриот дизајн. Со фокус на перформансите и пристапноста, моторциклите на оваа марка би биле извонредно конкурентно оружје. Им фали само да станат малку познати. Најголемиот светски производител на електрични скутери и моторцикли, JDA, за прв пат во Европа го представува Vilax, семејството составено од 3 модели кои ја делат истата рамка, но се разликуваат по перформансите и методите на полнење. Адут на најмоќната верзија, која развива 4 коњски сили и достигнува 80 км на час, се двете одстранливи батерии кои после 8 часа полнење обезбедуваат автономија од 110 км. Основната изведба има малку послаб мотор и само една батерија, додека трета опција е оптимизирана за брзо полнење од 20 до 80% за само 20 минути.
QJ мотор на најдобар начин го демантираше веќе застареното клише дека кинеските производители имитираат, а не иновираат. Во тој поглед, новиот EQ-VVS 600 Cafe Racer едноставно ги интегрираше духовите на старите времиња во ново руво, посебно и заради вградениот V4 агрегат. Црпи инспирација од исконската моќ на моторциклите кои веќе се легенда и за жал исто како и кај некои други модели на марката му недостасуваат детали од финалната обработка. Моторот од 561 кубен сантиметар има 16 вентили и развива повеќе од 70 конски сили, а рамката е со структурна конструкција. Останува да се дознае кога ќе се појави на пазарот и по која цена, но и дали возните својства ќе го оправдаат привлечниот изглед. Покрај новиот Джепардо, тајванскиот Сим на Ејцма го представи и Крисим 400 како еволуција на успешниот 300, кој сепак ќе остане во понудата. Има за цел да ги освои оние кои бараат макси скутер со богат сет функции, нуди перформанси и удобност погодни и за секојдневна употреба и за подолги патувања. Изразените линии и избалансираните пропорции му даваат самоуверен изглед. Современиот дисплеј на возачот му пласира на низа информации, вклучувајќи ги притисокот во пневматиците и амбиенталната температура. Наслонот за грб се регулира на 3 позиции и едноцилиндричниот агрегат испорачува 34 конски сили кои нема да го остават без див и на автопат. Шпанскиот производител Риежу, кој датира уште од 1934 година, повторно во прв план го истакна малиот Авентура 125, кој доаѓа со полни 15 конски сили и системи против блокирање на сопирачките и контрола на пролизгувањето. Заради тоа, некои ќе сметаат и дека цената од 4.500 евра му е адут. Клучните компоненти на овој ендуро се значително модификувани и подобрени, пред се едноцилиндричниот водено-ладен агрегат со потекло од Ямаха. Обновен е и двотакниот MR300i, кој доаѓа во две верзии, Racing и Pro, од кои втората со премиум компоненти. Штандот на австралискиот V-Moto беше пополнет со импресивната понуда на електрични моторцикли и скутери кои ги спојуваат италијанскиот дизајн со напредните технологии. Ги имаше многу, од компактниот CEO Mini до спортскиот TS Street Hunter S, но секој од нив го одразуваше фокусот на марката кон перформансите, практичноста и стилот. Нови беа VS4, CP by Pininfarina и Stach, заедно со Electric Mobility Solution платформата која овозможува брзо полнење и замена на батериите. Реинкарнираната британска марка Felton и Moore на Ејцма го лансираше лимитираното издание на Cape Town 7X со дизајн на Pininfarina, чие производство е испланирано на 595 единици. Овој авантуристички моторцикл ги компонира британската механичка експертиза со италијанската естетска извонредност и се карактеризира со аеродинамични компоненти и детали од алуминиум и карбонски влакна. Покрај него, Дерби имаше и новата серија Brighton, која се состои од 3 модели. Сите тие го интерпретираат класичниот ретро шарм во модерно пакување и со нови технологии. Sony, Felon и Moore ја потврдуваат својата визија да компонира елеганција, перформанси и иновации, враќајќи го автентичниот дух на класичниот мотоциклизам, обновен за современите времиња.
Следејќи ги предизвиците на пазарот, Нортон представи 4 нови модели. На една страна се моќен супермото и неговата гола верзија, а на друга 2 кросовери. Првиот со повеќе патничка конфигурација, а вториот направен за универзално користење. Главниот акцент падна на Manx Air, кој за марката служи за покажување на своите инженерски способности. Со право, бидејќи неговиот V4 агрегат има 1200 кубни сантиметри и испорачува 206 конски сили, кои со тежината од 204 килограми можат чуда да направат. Австријскиот производител Бенда, основан 2016-та, прикажа 3 крузери и прототип на моторцикл опремен со хибриден агрегат. Најпровокативен беше Dark Flag 950, чиј V4 мотор испорачува 108 конски сили, кои кога не се сите потребни, 2 цилиндра се деактивираат. Електронски контролираното задно пневматско ослонување овозможува прилагодување на поставките за полесно возење. Најголемото внимание сепак го привлече концептот P51, не само заради дизајнот, под неговиот резервоар се наоѓа хибриден погон со двоцилиндричен боксер од 250 кубни сантиметри, комбиниран со електромотор. Вкупно развива 62 конски сили, но не може да вози само на струја. Серискиот модел се очекува наскоро. Драги наши гледачи, верувам дека и денеска го задржавме вашето внимание. Ви благодарам и ве поканувам да го посетите нашиот сајт кој секојдневно го ажурираме. До следната наша средба, бидете ведри и расположени. Пријатно!